Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со обработка на последната глава од посланието до Филипјаните. Денес ќе почнеме со читање на глава 4, стих 4, и ќе ви дадам малку време да го најдете тој стих во Библијата, пред да го прочитаме заедно. Генерално гледано, главната тема на ова послание е христијанскиот живот, односно, како христијаните треба да се однесуваат во овој свет. Во првата глава ни е дадена филозофијата на христијанскиот живот, која е објаснета со зборовите: за мене да живеаме Христос, а да умрам при добивка. Во втората глава ни е даден примерот кој треба да го следиме. Павле вели: имајте ги истите мисли како Христос. Во третата глава, Павле ни открива наградата за успешното завршување на животната трка. Трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Во глава 4, темата е силата за христијанскиот живот. И суштината на овој дел од посланието е објаснета со стих 14, каде Павле вели: се можам преку Христос кој ми дава сила. Ке почнеме со читање на текстот. Забележете што пишува во стих 4. Радувајте се секогаш во Господ. И пак ќе речам, радувајте се. Радоста е изворот на силата која ни е достапна во Бог. Павле им вели на филипјаните: радувајте се секогаш во Господ. Зборот секогаш е многу јасен и едноставен и значи во кои било околности, во кое било време. Без разлика дали минувате низ искушение или пак го имате најдобриот ден од својот живот, Библијата вели да се радувате во Господ. Всушност, овие зборови се еден вид заповед. Бог преку Павле ни заповеда секогаш да се радуваме во Него, и тоа е повторено 2 пати во овој стих. Радоста не е нешто кое самите можеме да го произведеме, туку е плод на Духот. Ако не се радувате во Господ, тешко ќе ви биде да имате сила да живеете според Христовите зборови. Тажните и очајни христијани се бесилни и често паѓаат под разни искушенија. Радоста како извор на сила не е тема само во Новиот, туку ја има и во Стариот Завет. Во Неемија 8:10 пишува: и им рече: одете, јадете добри јадења и пијте добри пијалаци и испратете им на оние што немаат приготвено, зашто овој ден е свет пред нашиот Господ. Не тажете, зашто радоста пред Господ е подкрепа за вас. Ете, тоа е изворот на вашата сила, радоста Господова. Неемија им се обрати на луѓе кои беа под робство во период од прилика 70 години. Во тој период, тие живееја во духовна темнина. 70 години откако беа однесени во робство, тие се вратија назад во Ерусалим и го слушнаа читањето на писмото. Езра и другите книжници и свештеници му го објаснија писмото на народот. И затоа луѓето почнаа да плачат, бидејќи сватија дека се грешни. Кога го виде тоа, Неемија им рече: чекајте малку, немојте да плачете. Денес е важен ден. Уживајте во Божите благослови кои ви се дадени и радувајте се, бидејќи Бог ви дава можност да се покаете. Нека радоста Негова биде ваша сила. Ке ви дадам една илустрација која се надевам ке ви помогне да сватите колку е важна радоста за христијаните. За разлика од сега, кога најголемиот дел продавачи имаат свое работно место кое можете да го посетите и оттаму да ги купите производите и услугите кои една компанија ги нуди, во минатото продавачите често одеа од врата до врата и така нудеа одредени производи или услуги. Една од главните одлики на продавачите што го правеа тоа беше нивната насмеаност и ведрина. Не можеа да одат од врата до врата и со тажно лице да продаваат нешто, бидејќи немаше да заработат ниту денар. Во тоа време, мојата сопруга беше отворена да купува од такви продавачи и речиси секогаш ги слушаше нивните понуди. Едно саботно утро, бев во мојата домашна канцеларија и се подготвував за проповед. Бев длабоко навлезен во спремањето на проповедта и со оглед на тоа што малку се уморив, сакам да одморам гледајќи низ прозорецот. На улицата забележав еден продавач кој одеше кај соседите и им продаваше нешто.
Оддалеку можев да забележам дека станува збор за човек со широка насмевка, некој кој е отворен и расположен да разговара со секого. За разлика од него, јас не бев расположен, бидејќи знаев дека мојата сопруга е во маркет и дека наскоро ќе задзвони на нашата врата, а јас ќе морам да му отворам. Не ми се допаѓаше тоа што ќе треба да разговарам со него, бидејќи знаев дека тоа време можам да го вложам во спремање проповед. Човекот задзвони на вратата и на почетокот го игнорирав. Но тој не се откажа. Продолжи упорно да звони и морав да се симнам бидејќи почна малку да ме нервира. Му ја отвори вратата и му реков «да», а нему воопшто не му беше незгодно. Иако знаеше дека не сум баш расположен, сепак тој беше весел и насмеан. Веднаш ми понуди да купам некоја од неговите четки. Ми рече, баш ми е мило што вие ми ја отворивте вратата, бидејќи не очекував дека ќе имам привилегијата да ве запознаам. Според изразот на моето лице, тој знаеше дека јас не ја сметав таа средба за привилегија. Но сепак, тоа не беше причина за тој да престане да покажува среќа и ведрина. Бев одлучен да не купам од четките што ги продаваше, но по неколку минути разговор ми даде една четка и на некој начин успеа да влезе во нашиот дом. Му реков дека не планирам да купам четка, бидејќи мојата сопруга веќе има купено четки. И откако се обидов да му ја вратам, со насмевка на лицето ми рече: "Ве молам, задржете ја четката, таа е ваша." Се поздрави со мене и излезе од нашата куќа толку весел, што некој да го видеше, ќе помислеше дека ми продал 20 четки. Кога го гледав како си заминува, си реков: колку би сакал луѓето од црквата со ваква ведрина и насмевка на лицето утре да дојдат на богослужба. Не знам дали тој човек беше вистински среќен или пак само глумеше дека е среќен. Но откако се поздравив со него, почнав да размислувам за тоа како христијаните треба да бидат радосни и ведри личности. Радоста која доаѓа од Бог е силата која ни е потребна за да живееме според неговата волја. Христијаните не треба да бидат како луѓето од светот, кои секојдневно трошат големи суми на пари, се со цел да достигнат некаква површна радост, која трае на вистина кратко. Нам ни е достапна Божјата радост, која е вистинска и вечна, и тоа бесплатно. Ја имаме во Христос и поради Христос. Токму затоа, Павле им вели на христијаните во Филипи да се радуваат, бидејќи покрај тоа што е извор на сила, радоста, исто така, е и прекрасно сведоштво за Божјата добрина, а и за нашата доверба во Него. За разлика од христијанинот, кој радоста ја добива бесплатно и преку вера, човекот од светот мора да купи нешто, или да отиде во некое кафуле или кафеана, за да се провесели. Сум видел многу луѓе кои одат на такви места со цел да се провеселат. Може би трошењето пари и внесувањето алкохол им помага барем за момент да се чувствуваат подобро. Но тоа е површно и трае многу кратко. Кога ќе им помине таа еуфорија, тие се враќаат назад на мизерните животи. Пред некое време забележав дека во еден бар имаат нешто што се нарекува среќен час. Станува збор за период од денот кога во барот се служат пијачки по многу поевтини цени, со цел луѓето да дојдат и да пијат што повеќе. На друго место, видов дека таквата иницијатива се нарекува час за подобрување на расположението. Знаете што? Во црквата треба да има час за подобрување на расположението. Всушност, во црквата има такво нешто, само се нарекува на поинаков начин – богослужба. Црквите треба да се многу поефективни во подобрување на расположението на луѓето, во споредба со кафулињата и кафеаните. Кога некој ќе биде лут и гневен поради некоја ситуација што му се случила во текот на неделата, наместо да оди во кафеана, подобро е да дојде во црква, да биде заедно со Божиот народ и да му дозволи на Бог да го смири неговиот гнев. Ако некој се грижи за утрешниот ден или има некои неплатени сметки кои набрзо треба да ги подмири, наместо да пие алкохол за да заборави на своите проблеми, подобро е да оди на молитвен час и да бара од Бог мудрост и решение за ситуацијата во која се наоѓа. На тој начин вистински и суштински ќе го подобри своето расположение. Сатаната не сака да размислуваме на тој начин. Кога гледа дека нешто не е во ред со нашите животи, тој сака да бараме излез во пороци и во нешта кои може би нудат привремено олеснување,
но на долги патеки водат кон нови зависности и ново робство. Немојте да ја играте таа игра. Знајте дека Бог ви дал решение за секој проблем кој ја мачи вашата душа. Најдете го решението во Христос, преку локалната црква. Бог сака да се радувате во животот, а не да го живеете со наведната глава. Во стиховите 5 до 7 ни е запишана тајната на молитвата. За сега ќе го прочитам само стих 5. Кротоста ваша нека им биде позната на сите луѓе. Господ е близу. Метју Арнолд го превел овој стих на следниот начин. Нека вашата благопријатна разумност им биде позната на сите луѓе. Ми се допаѓа тој превод бидејќи мислам дека разумноста треба да биде одлика на сите кои го исповедаат Христос и живеат според неговите зборови. Но ние треба да бидеме кротки луѓе, бидејќи кротоста е добро сведоштво за Светиот Дух кој живее во нас. Павле вели: Господ е близу. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека второто Христово доаѓање е близу и може да се случи во секој момент. Имајќи го тоа на ум, навистина треба да бидеме внимателни како живееме. Еден ден, секој ќе застане пред Бог за да даде отчет за својот живот. Затоа треба да ги живееме животите во контекст на таа средба, а не во светло на мислењето на другите луѓе или во светло на нашите телесни желби и страсти. Потоа, во стих 6 пишува: За ништо не грижете се, туку во се преку молитва и молба со благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања. Павле вели: За ништо не грижете се. Во некои послободни преводи, оваа фраза гласи: Немојте да се секирате за ништо. Некој можеби ќе рече: Чекај малку, како да не се грижам за ништо? Зарем не гледаш во каков хаос е светот во кој живееме? Постојано се случуваат некакви кризи. Има војни на неколку фронтови. Економијата не е како што треба. И слично. Дополнително, и јас самиот имам лични проблеми и предизвици со кои се соочувам. Сето тоа придонесува животот да биде многу стресен и грижите се неминовни. Но кога Павле вели да не се грижиме за ништо, тој ни дава и начин како да живееме безгрижен живот. Во вториот дел од стихот, како да вели: За ништо не грижете се и за се молете се. Зборовите за ништо не грижете се заповед за нас христијаните. Претходно размислувавме за друга заповед која гласи: Радувајте се. Значи Бог сака да живееме живот во кој има многу радост и во кој нема ниту една грижа. Тоа е Божјата волја за оние кои се нарекуваат христијани. Патем, кога Павле вели да не се грижиме за ништо, тој сериозно го мисли тоа. Тој не напиша: Не грижете се за ништо освен за здравието. Или не грижете се за ништо освен за иднината. Или не грижете се за ништо освен за финансиите и така натаму. Не. Кога Бог преку апостолот ни вели да не се грижиме за ништо, тоа буквално значи ништо. Дали се тоа значи дека Бог од нас бара да ставиме розеви на очари и да живееме како се околу нас да е супер? Дали Бог од нас бара да се однесуваме како гревот, болестите, страдањата и проблемите да не се реални, или пак да ги игнорираме? Воопшто не. Бог преку апостолот Павле едноставно ни кажува дека најдоброто решение за гревот и сите последици кои произлегуваат од него е молитвата. Ако научиме редовно да се молиме и сите наши загрижености да му ги предаваме на Бог, ќе сватиме што значи да се има мир и спокој кои доаѓаат од него. Јас ќе бидам искрен со вас и ќе ви признаам дека сум тип на човек кој често се грижи за многу нешта. Со оглед на тоа што се грижам за многу нешта, тоа значи и дека и треба да се молам за многу нешта. Наместо да се грижам и во својата глава да си правам сценарија за тоа колку лошо ќе се одвиваат некои ситуации, потребно ми е да дојдам кај Бог и околностите кои ме мачат да ги предадам во неговите раце. И вие треба да го направите истото. Молете се за се што ве загрижува. Немојте да мислите дека на Бог ќе му биде досадно да ве слуша или дека нештата што имате да му ги кажете се незначајни за него. Пред многу години, една жена му пристапила на доктор Кембел Морган и му го поставила следното прашање. Докторе Морган, дали мислите дека треба да се молиме за малите нешта во животот? Доктор Морган се насмевнал и рекол:
Дали мислите дека било што во нашите животи е големо за Бог? Кога се молите за нешто што вам ви изгледа како голем проблем, не заборавајте дека за Бог тие нешта се ситници и дека може многу лесно да ги реши. Така што, сите наши проблеми и маки се мали во Божите очи. Мали, но значајни, и затоа сака да ги слушне. Моje лично убедување е дека ние христијаните треба да се молиме на Бог за се и да не изоставиме ништо кога доаѓаме пред Него. Некогаш ми се случува да патувам со кола и додека се возам да му се молам на Бог и да побарам да ме заштити по патот. Некои луѓе можеби сметаат дека нема потреба да му се обраќаме на Бог за такви ситници, но јас сакам во секој момент од животот да го барам Него и Неговата помош и заштита. Затоа се молам дури и за секојдневни ситуации, бидејќи знам дека ми е потребен. Не велам дека се молам за се во животот, но би сакал еден ден да дојдам до такво ниво на духовна зрелост. Еден теолог од средниот век ги напишал следниве зборови. Мислам дека се инспирирани од стихот кој моментално го обработуваме. Тој рекол: кажи му на Бог се што ти лежи на срце, било да станува збор за твоите радости или твоите болки. Кажи му ги своите неволји, за да те утеши. Кажи му за твоите радости, за да те отрезни. Кажи му ги своите копнежи, за да ги очисти. Кажи му ги нештата кои ти пречат, за да ти помогне да ги надминеш. Сподели ги со него своите искушенија, за да те заштити од нив. Покажи му ги раните на своето срце, за да ги исцели. Представи ја пред него својата рамнодушност, склоност кон зло и нестабилност. Кажи му дека поради љубов кон себе некогаш си неправеден кон другите. Поради суетата некогаш си неискрен. А поради гордоста се сметаш за подобар од другите. Ако стекнеш навика постојано да ги споделуваш своите слабости, потреби, неволји и радости пред Бог, никогаш нема да останеш без зборови во молитва. Овие теми се постојано актуелни. Кога две личности се искрени една кон друга, тие постојано имаат за што да разговараат. Таквите луѓе зборуваат од изобилството на своето срце. Блажени се оние кои можат да развијат толку длабоко заедништво и со Господ Бог. Прекрасен цитат, зарем не? Пред неколку години го отпечатив и оттогаш си го носам во Библијата. Навистина се надевам дека ќе научиме да се молиме за се и да живееме според зборовите кои што туку ви ги прочитав. Во следната епизода ќе продолжиме да размислуваме за останатиот дел од овој стих. Апостолот Павле не само што им вели на христијаните да не се грижат и да се молат, туку и во се да му благодарат на Бог. Павле всушност вели: кога се молите, благодарете му на Бог, бидејќи тој ќе ви одговори на вашите молитви. Некој сигурно ќе рече: чекај малку, проповеднику. Како можеш да кажеш дека Бог сигурно ќе ми ги одговори молитвите, кога јас веќе долго време се молам за една конкретна ситуација и мојата молитва не е одговорена? Интересно прашање. Следниот пат ќе ви кажам што мислам под тоа дека Бог секогаш ги одговара молитвите. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.